Имаме направено за трети, четврти, пети, шести и седми, заклучно со седми, 284 инспекцијски надзори. За неработни ги сметавме деновите, петти и шести, заедно Државниот инспекторат за труд, начело со мојот директор и Министерството за труд и социјална политика, со министерката Мила Царовска, инсистира и ние работевме. И во сабота, и во недела, мада ни беа неработни денови, значи тие денови од инспектори, бидејќи имаме и на годишен одмор, редовно што го користат, беа вклучени во инспекцијски надзори. И во сабота и недела направивме 89 инспекцијски надзори и 42 забрани се донесени. Се однесува највише на градежен сектор, на градежна дејност. Значи, од 284 надзори за овие денови, што се направени, 85 има во градежната дејност. Под работа на отворено се смета директно кој е изложен работникот на сончеви зраци. Затоа што покрај температура и УВ зрачењето штетно делува на здравието на вработениот. Инаку им дозволуваме на градежниве фирми, затоа што на крајот треба и вработените да земат плата. На градежниве фирми да зголемат број на вработени, ама не да бидат изложени директно на сонце. Исто во преработувачка индустрија, значи ви кажав, има 5 забрани, значи не биле соодветни температурните услови во одреден погон. И нашиве инспектори забраниле работа во тие погони. Исто имаме 15 забрани во земјоделие, каде што исто работа на отворено вработени. Поддржуваме пријавување на вработени на граѓански сектор, така да сме имале и сега имаме во овој период кога пријавуваат вработени и ги праќаме инспекторите директно каде што пријавиле вработените, значи со полна доверба на тие што пријавуваат, дека на вистина се работи кај што пријавиле некои граѓани, дека тамо се работело. Ја апелирам до сите медиуми да, значи, повеќе се обрне внимание и се апелира дека не сме да се работи на отворено, за да стигне тоа до сите работодавачи. Да се подигне свеста на работодавачите дека и за нив е подобро и поголем профит ќе остварат ако имаат здрави работници редовни на работни места. Значи, да не работат во периодов топлотниот бран и утре се очекува. Значи, го следиме секој ден. Не знаеме дали ќе биде и задутре. Исто така, јас сум работела во индустрија. Знам дека е врзано со рок, се гарантира квалитет. Значи, ама роковите мора да се испочитуваат и со големен број на работници, поголеми паузи да прават. Вие кога дојдовте, токму една градежна фирма беше господинот, каде што прашува имаме кратки рокови, му викам, ако сте работеле со 10 вработени, ќе работите со 15, 20, за почести паузи да им давате течности, да обезбедите сенка што може да им обезбедите настрешници или да стават чадори за сонце. Колегата, мислам, и сум разговарала со тој колега, баш тој колега кажува дека кога го правеа, вика, плоштадот, тој лично која реагирал, ставале и подвижни настрешници. Значи, тоа благодарение и на медиумите и на вашите реакции, и ние реагираме. Некогаш, искрено сега не можам ја да речам дека малце сме инспектори, па толку можеме. Значи, и вие ни помагате во нашата работа, на лице место да излеземе таму каде што вие сте виделе, ние веднаш да изреагираме. И носиме забрани, апелирам на зголемена совест на работодавачите, дека потоа, кога ќе ги санкционираме, нема више враќање од тоа. Еднаш ако ги санкционираш, следниот пат веќе е забрана од месец дена работа.